Од понеделник 28 ноември започнува 6-неделниот Божиќен пост за православните христијански верници. Постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на бадник 6 јануари, ден пред Божик, односно тој трае 40 дена. Поголемиот дел од граѓаните кои ги анкетиравме рекоа дека не постат, а додека помалиот дел од нив изјавија дека ќе го испостат Божикниот пост и оваа година. Постите? Да. 40 дена или? Да, сите пости. Што тоа за вас донесува за вашето тело, за вашиот организам духовно? Нисам ме подмладата постите. И понекогаш постам, понекогаш не, зависи. За жал, не сум од тие што постат, бидејќи јас сум протестант. Сте пости, дали постите? Не. Според свештените лица, постот не е само одрекување од храна од животинско потекло. За време на постот се внимава да не се греши на ближниот, да не се мисли лошо, да не се зборува лошо, а пред се да не се праваат лоши дела. Постот подразбира буквално апсолутно воздржување од грев и живот според евангелските заповеди, но има периоди во црквата, како што е периодот во кој што ни предстои сега од 28 како што рековте се до Божиќ, кога црквата одредила периоди каде што се воздржуваме и од одреден вид на храна, пред се на храна која што е од животинско потекло. И токму во тие периоди, во тој наш пост, во тој наш подвиг, во тој наш стремеж кон Бог и тоа наше остварување на смислата на нашето постоење, зема учество и телото. Не само со воздржување од храна, туку во постот се прават поклони, службите се поинакви, треба почесто да ја посетуваме црквата, треба да се видиме со духовниот отец, да се исповедаме, да се консултираме како ќе го постиме постот и да се разбереме, немаме постои правило како ќе се пости овој пост, како ќе се постат постите. Овој пост има една од најблагите форми, за разлика од великденскиот пост, но она што е неопходно е да се консултираме со духовен отец и да не постиме без благослов. Постот има за цел чистење на духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. Божикниот пост е поблаг во однос на потребата на храна, бидејќи дозволува користење на вино, масло за јадење и риба.